Пратениците на ВМРО-ДПМН денеска со последен обид да ги убедат СДСМ и Левица да не ги блокираат измените на изборниот законник. Во Законодавниот дом за денеска е закажан и нов состанок помеѓу координаторите на пратеничките групи. Колешката Катерина Нешкова е таму. Катерина, има ли некаков исход од денешната координативна средба? Да, се работеше за кратка координативна средба на која што според последните информации кои што доаѓаат од страна на власта не е постигнат договор со опозицијата за повлекување на над 10.000 амандмани кои што се однесуваат на изборниот законник, кои пак измени се дел од реформската агенда. Според нашите информации власта прифатила голем дел, речиси сите барања што ги имала опозицијата и во делот на финансирањето на изборната кампања, записниците на денот на изборниот ден, како и други забелешки кои што беа давани. Единствена отстапка не се прави во однос на можноста диаспората да гласа на следните председателски избори, што пак било причина СДСМ и Левица да не попуштат и оваа координативна средба да не успе. Она што е битно е дека и покрај тоа што нема договор, власта во 14 часот ќе закаже Комисија за политички систем, при што ќе биде констатирано дека има огромен број на амандмани, дека опозицијата користи филибастери и дека и тука ќе се прекине комисијата и дека таа ќе продолжи доколку постојат услови во иднина. Во спротивно од власта велат доколку се случат избори во меѓувреме, а измените на изборниот законник не се направени, ќе се оди по старите изборни правила кои што важат и сега. Пред состанокот свој став околу блокадата на изборниот законник, имајќи предвид како што кажав дека тој е дел од реформската агенда, став имаше и премиерот Мицкоски. Тој вели дека поради блокадата на СДСМ и Левица всушност 10 зацртани цели кои што се потребни за извештајот кој што го очекуваме од Европската комисија да ќе бидат исполнети 9, што е исто така добар резултат. Исто така тој и нагласи дека доколку нема договор ќе се оди на избори, на следни избори со старите изборни правила. Го коментираше и однесувањето на опозицијата, па во продолжение неговата изјава. Тука СДСМ да не остане пократка и тие излегува сега и они ќе правеле амандмани и они нашто нешто кое што не им одговара. На тоа ние многу јасно кажавме. Освен делот со диаспората, кажете све што треба, ќе прифатиме. Немаме проблем. Затоа што ние цениме дека нашата диаспора треба да го оствари своето право по електронски пат. Бидејќи да речеме во Австралија треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад, за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни исправи. Се останато, како што ќе кажат, така ќе прифатиме. Еве, нема да гледаме, бланко им даваме поддршка на се останато. Една изборна единица. Пошто гледам сега, секој нешто паметува, секој нешто кажува, ама не можеме таа една изборна единица да ја оставиме така по природен пат да се тече. Мора, за да сте сериозни, за да покажете сериозност, да има одреден цензус кој што вие морате да го постигнете за да влезете во парламентот. Не можеме сега ние желби, ова не е шведска маса, па што ни чини да си прифаќаме, што не ни чини да си оставаме на масата. Тоа така не функционира. Мора да сме одговорни и зрели луѓе, затоа што граѓаните од нас очекуваат одговорност и зрелост, а не политиканство и детски манири да покажуваме, а се обидуваме да бидеме сериозни политичари. Така што, еве, јас уште еднаш ќе кажам, првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, која ќе ми заврши мандатот кога председател на владата се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се подпишеме како поднесок на истиот тој закон.
Да, тоа е ставот на премиерот Мицкоски. Очигледно е дека таквиот став бил преточен, како што кажав, и на последната средба утринава помеѓу координаторите на власта и опозицијата. Да повторам, нема договор околу изборниот законник. Комисија за политички систем во 14 часот на кој што само ќе биде констатиран филибастерингот на СДСМ и Левица, и тука ќе се прекине работата по однос на новите изборни правила. Останува во некој идно време, доколку постои некаков договор, ова изборен законник да биде изменет, во спротивно на следни избори се оди со стариот изборен законник. Катерина Нишкова, јас ти благодарам за овие информации. Во вистите си, како остануваме да следиме оваа тема и во текот на денот, многу повеќе пренесуваме во